Почитуван колега, почитувани колеги. Добро е тоа што рековте дека се планира да се направи нов културен центар за поздравување. Меѓутоа, мораме да ги прашаме како што ги прашавме и министрите и овој предлог на заменици министри, дали истите ќе работат согласно тоа што им е предвидено во програмата. Секако дека не, бидејќи овде се наведени само празни флоскули, за кои што веќе 5 години ги гледаме истите приказни. За да се изградат вакви центри, за да се подобрат условите за живење на сите граѓани, вклучително и на турската заедница, мора да се тргне од некаде, односно да се намали криминалот и корупцијата, кој што е синоним за ова владино мнозинство досегашно, а секако ова е пандан на истата влада која што досега владееше. Со сива економија од над 38%, според UNDP, не можеме да имаме даночни приходи, прибирање на даночни приходи, за да можат да се градат вакви објекти и да се подобрат условите. Имено, според програмата, според која што треба да работат овие заменици на министри, бидејќи ги имаат во моменти кога ги заменуваат министрите истите права и овластувања, треба да работат според владината програма. Овде вели поголема праведност во оданочувањето. Втор приоритет, поголема ефикасност и ефективност на даночниот систем за подобра наплата на приходите. Како можеме ние да бидеме оптимисти дека ова ќе се оствари, кога во досегашното владење, повторно потенцирам, сегашниот премиер беше заменик министер за финансии. Токму од самата листа на УЈП може да се види дека меѓу најголемите должници се и правните лица блиски до премиерот кој што замина. Како можеме ние да бидеме оптимисти дека сега ќе се подобри наплатата на даноците, за да имаме средства да се инвестираат кај овие граѓани, односно во инфраструктурни проекти за подобрување на условите за живење на граѓаните. Ова што го потенциравте и побаравте да се имплементираат одредени програми, нема да може да се оствари, бидејќи ваквите средства нема да бидат прибрани, туку со задолжување на државата, повторно ќе се манипулира со сите овие граѓани. Но вашето искажено задоволство од ова влада за правата и условите за живење на граѓаните, дали на македонците, на албанците, на турците, на властите и на сите други кои што живеат, прашајте ги дали истите со покачување на електричната енергија им ја укинуваат електричната енергија, дали им прават договори за откуп на нивното производство, дали подобро живеат и зошто истите во секој даден момент гледат да ја напуштат државата, ако во моментот имаат подобри услови за живеење овде. Ви благодарам.